Во студиото по 9 часот се дружиме со доктор Ристо Симеонов, специјалист по детска хирургија и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Пејачката Наде Талевска-Спасовска и нутриционистот Татјана Турунџиева. Останете со нас до 11 часот. Така ве поканувам јас да останете со нас до 11 часот, бидејќи дојде тој дел од емисијата кога ќе ги представиме нашите гости и ќе уживаме во сите разговори кои што ќе ги направиме со нив и се разбира ќе ги пренесеме во вашите домови, затоа не го менувајте каналот. Веднаш до мене Тања Турунџиева, нутриционист. Добро утро и благодарам на прифатена покана. Добро утро, поздрав до гледачите на Канал 5. Убаво утро, позитивно утро. Ќе пренесеме целосна енергија позитивна кон сите што не гледаат и ќе ги расположиме, занимаваме, едуцираме и така натака. Денеска е петок, само позитивно треба да биде. Нормално, секој ден. Не само петок, него не пред викенд, туку секој ден. Така, веднаш до вас доктор Ристо Симеонов, специјалист по детска хирургија. Добро утро и за вас и благодариме на прифатена покана. Добро утро, благодарам за поканата. Поздрав до сите гледачи на Канал 5. Така, со Милена ја очекуваме и Наде Талевска да ни се појави во секој момент. Може би вака со песна ќе влезе, Милена? Па јас би сакала да и дојде така спонтано да го направи тоа, да ги поздравам и јас нашите гледачи, бидејќи во овој момент се вклучувам во денешната емисија. Заради гужва, ја побаравме Наде, бидејќи во овој дел од денот навистина има огромна гужва насекаде во Скопје, ќе се согласите и вие кој од каде и да доаѓа. Наде Талевска мислам дека доаѓа некаде таму од Ново Лисиче, така што навистина има дол пат, но ќе ни се придружи за кратко. Колку имате време да следите утрински програми, најпрво да ве прашам? Бидејќи сега позборувавме малку дека сте ја гледале вчерашната, за да видите за каков концепт станува збор, значи кога се сака се може. Кога има потреба, нели? За да не многу ретко гледам телевизија. И ако гледам телевизија, гледам нешто што е филм повеќе, заради релакс. Обврските не ми дозволуваат многу да бидам крај малите екрани, ама знам да гледам некој добар филм. Во последно време многу често гледам Netflix и оние документарни филмови или филмови кои што се базираат на вистински настани. Сега за новогодишните празници се утепав, се утепав, некако ми беа релаксирачки и позитивни за едноставно да ме наполнат со енергија. Ако не читам, гледам филм, многу малку ми дозволува времето да гледам телевизија. Многу често знам да бидам во утрински програми во етерот на македонската телевизија. Така, докторе, вие исто така имате професија која што не се знае кога ќе заврши работниот ден. Колку вие имате време да се посветите за себете? Точно, времето не дозволува да се планира гледање на утринска емисија или било што друго. Било што друго. Мало дете имам, 2 годишно, во моментов најмногу гледам детски филмови, цртани филмови. Така. Интересни се. Дефинитивно има многу убави едукативни сега. Ако сме ние возрастни, цртаните филмови или детските филмови знаат да те расположат повеќе од било кој друг филм. А инаку ретко гледам и утрински програми, меѓутоа многу ретко. Добро, ете сега кога ќе имате простор, ќе ја гледате нашата утринска емисија, се надевам дека ќе ви биде пријатно, бидејќи се обидуваме да направиме некаков склоп на или состав на гости кои што ќе можете и самите вие да се надополнувате. Ете, на некој начин вие двајца можете да говорите за здравиот живот, за здравата исхрана, за здравието и така натаму, иако доаѓаат од различни сегменти, малку повеќе ќе ве Ама тука некаде се вкрстувате, а кога Наде ќе ни се придружи, ќе ни запе. А Наде ни е веќе тука. Може да ни се придружиш слободно, а бидејќи и таа, мислам дека ќе сака да говори, бидејќи нема да и биде прв пат околу. Добро утро. Добро ве најдов. Ке ни се придружи таа на темата здрава исхрана, бидејќи знам дека пред неколку години имаше кето исхрана или како се вика? Хроно, се извинувам. Така што тука некаде ќе ги доближиме точките на разговор. Како си, Наде? Се уште забунето. Јас одамна не сум била тука во Канал 5 телевизија и малку се збунив, доаѓајќи наваму, затоа и задоцнив всушност, гутнав патот. Добро, ништо страшно се случува од оправдани причини, го кажавме тоа бидејќи има навистина многу гужва во овој дел од денот, не е ништо страшно. Ние за кратко со Тања ќе одиме во кујна, ќе ви готвиме нешто. Тања, малку да им откриеме што ќе правиме денеска за гледачите и за соговорниците. Па решив една салата да направиме,
да го почнем вака убаво денот со една салата, се размислував што како, ама ај нека биде една салата која што ќе биде разноврсна и колоритна, богата со многу свежи јатки и семки, интересен направен природен пармезан од индиски одрев, малце нешто специфично. Браво. Сето тоа зачинето со маслиново масло, ќе биде богата, колоритна, убава и интересна, така да мислам и дека ќе ја дегустираме на крај за да се види. Сигурно. За да се види Да дадеме убавиот оценка. рецепт и резултат, така да во секој случај нешто што е од нашата област за да биде адаптирана на сите, за да може да пробат сите. Така. Доктор Симеонов, председател на Сдружение на детски хирурзи на Македонија, член на Европско и Светско Сдружение на детски хирурзи, многу години искуство во Македонија, надвор од Македонија. Кога ви реков дека ќе ве навратам наназад, кажавте една подалечна година. Каде започнува целата таа приказна со медицината за вас? И кога? Медицината, приказната за медицината започна уште од детството. Татко ми е доктор, специјалист, травматолог. Нормално како деца, секогаш сакаш да бидеш, тоа зависно од играчката. Да возиш авион, камион, воз. Меѓутоа, кроз годините, како го гледав татко ми, дека жртвува нешто за кое што немав јас објаснување сами од себе зашто тоа го прави. Веќе од како станав доктор, јасно ми зашто сето тоа го прави, зашто не бил присутен на мој роден, на роденот на брат ми на Нова година, затоа што сега сваќам дека конкретно за мене детскиот живот, и јас им сум одсетен од домот и од семејството, детскиот живот е многу побитен од роден денот, не дека не е битен роден денот на твоето дете, меѓутоа и утре ќе му биде ден на твоето дете, а на тоа дете кое што му треба помош, може да му биде последниот ден. Така, ако така размислуваме, на вистина е. И веројатно сето тоа што вие сте го чувствувале како дете, се обидувате сега да му го објасните на вашето дете. Кажавте дека имате 2 годишно. Да имам 20 годишна ќерка и 2 годишна ќерка и сега чекам машко дете. Браво, браво. Ова сите како На Нада и се по 3 допаѓа деца. бидејќи таа има 3 деца. Па и ја имам 3 деца, така да сите се по 3 деца. Мој совет до сите парови, брачни парови, заедница, не е битно, децата се богатство, што повеќе деца. А јас се сложувам со тоа дека најголемо богатство на еден човек се децата. Точно. Има едноставно човек за што да живе. Не дека не можеш за себе да живееш, меѓутоа тоа е многу себично. Точно. Керки, Наде, тројца синови. Тешко ли е со тројца синови или во поново време знаат да кажат дека сега девојчињата се по бунтовни така од машките? Така сум чула и јас, да бидам искрена, да. Мене ми е многу лесно, момците се прекрасни, многу послушни, од голема помош за мама, често. Браво. Така што не би можела посрекна да бидам. Ке имаш кој да те чува, нели, условно. Да, апсолутно. Кажано. Супер, одлично. Убаво е да се спомене ова и убаво што имате 3 деца, затоа што се поретко се случува тоа. Се почесто слушаме едно дете, едва и второ дете, нели? Да. За разлика од порано, така што ова е една убава порака, убав поттик за понатаму, баш како што кажа докторот, порака до сите парови, да имаат што повеќе деца, Имаат затоа што што тоа се повеќе богатство. посветеност еден кон друг. Так. Сега ги гледам во кафетерија, во кафич, во ресторан, со телефоните. Нема интерес еден кон друг, нема комуникација, нема не може да хемија. се стигне до дете. Така не се стига до ништо, камоли до дете. Така. Да. Така, Наде, пред да ни стигнете, Милена ни откри дека синоќа снимале настап, па јас би ве прашала еве каков е. Така ми се виде нешто на Инстаграм на сторија сега, дали беше така? Може би не беше синоќа, Не знам. Не, утре настапот, да. А Може би за снимале тоа по- нешто беше објавено. Да, има предходно пред да вадено така нешто доаѓа во Берово, меѓутоа се вратив, се одморив од тоа. Да. Зашто се подготвувате? Во моментов нова улога спремам во опера и балет, улогата на Неда, односно Колумбина во Палјачи од Леон Кавало, така да едно ново искуство, нешто сосема ново за мене, затоа што е малку и надвор од мојот фах, да кажам. Малку потешко, поинако за мене ќе биде ова искуство. Така да едва чекам.
Се повлековте од поп сцената, се посветивте само на оперската сцена. Може ли да откриеме зошто и дали можеби некогаш би се вратиле? Па всушност уште на почетокот кога почнав да се занимавам со поп музика, чисто кажував дека операта е моја прва љубов и дека кога тогаш јас ќе морам да се одлучам за еден од тие два правци, нели. Со тоа што се разбира го избрав оној кој што ми е мене и поблизок и подраг, да кажам. Така што се чувствувам своја на своето. Таа сцена е мојот живот. Да, често пати кажувате дека сте срекна што сте. Да, апсолутно. Професијата што како велат, ако го работиш тоа што го сакаш, не работиш ниту еден ден. Така што да, многу сум срекна со својот избор, многу сум срекна на таа сцена и мислам дека и тоа се пренесува со самите изведби и публиката го чувствува, би рекла. Минатата година имаше многу објави околу тоа и многу луѓе го проследија сето тоа со Благој Нацовски делот Травијата како главни улоги на Талевски Благој Нацовски. Верувам дека тоа било голема чест, големо задоволство пред се да се биде дел од Травијата, но и да се биде ниста сцена со Благој Нацовски кој што го знаеме кој е. Благој Нацовски, колку повеќе соработуваме, толку повеќе се зближуваме. Тој има нели искуство на сценските светските сцени. И сето тоа искуство несебично го споделува, да кажам, од голема помош за помладите колеги. Јас имам каде помалку искуство нели од него и голема чест и задоволство да се соработува со еден таков уметник. Особено затоа што нели не, како да кажам, себичен кон своето знаење, него баш напротив го пренесува и со тоа ни помага на нас кој што нели сега се здобиваме со повеќе искуство на големата сцена. Да, тој е навистина прекрасен човек, неколку пати бил и во Здраво Македонија, баш така како што го опишувате. Веројатно тоа му доаѓа и природно, но можеби тоа и од средината во која што живее, можеби таму поинаку малку се функционира во некои домени за разлика. Да, сигурно. Се гледа и неговата, како да кажам, љубов кон домашната сцена, да кажам, и домашната публика. Така што е апсолутно задоволство да се работи со него во секоја можност што ја имаме. Сега моментално знам дека не е тука, ако така. Ако се лажам ќе ме поправиш, така што го чекаме во следна прилика пак да ни дојде во Здраво Македонија. Така, доктор Сименов, ви прашала за специфични ситуации кои што се случуваат во вашата кариера. Се случило ли некогаш да тргнете на пат, да треба да се вратите поради некоја интервенција или да ве разбудат среде ноќ? Многу пати. Сум се враќал од Белград, Солун, Македонија, секаде. Каде што може да стигнам со автомобил. Навечер телефонот ми е покрај перница и кога спијам. Сакам да кажам дека мора да има одговорност, стручност и доза на страв. Не значи дека нестручноста и неодговорноста нема да биде казнета или санкционирана и дека во животот се ти е загарантирано и сигурно. Ништо во животот не ти е сигурно. Се зависи од тебе, од твоите постапки. И до некаде и затоа се проблемите во здравството и во здравствениот систем. Кои се проблемите во здравствениот систем кои што сакате веднаш вака да се Тие што ви кажав, нестручност, неодговорност, незнаење. Едноставно многу се комотни одредени здравствени работници и сето тоа влијае на впечатокот за целиот здравствен систем. А од друга страна па има многу одговорни, стручни професионалци кои што на некој начин се потиснати затоа што неспособноста ти мора да ја компензираш со гласност. Значи мораш да бидеш многу гласен на сметка на твојата неспособност. Предвидувате подобра иднина во здравството? Да, јас сум оптимист, верувам дека здравството ќе биде подобро затоа што има квалитетна основа, квалитетна база која што во моментов е неорганизирана. Неорганизирана заради тие работи многу доктори си отидоа. Многу политика има во здравството, многу политика, значи не е професија политичка припадност. Професија е професија. Така. Не е професија што работиш во ВМРО, во СДСМ, во ДУИ, значи не е тоа професија. Политичка партија не е професија. Така, значи пред се посветеноста кон професијата, кон медицината, па потоа нели секој може да си биде определен политички. Во моментов се сведува на успехот на поединците. Не се сведува на успехот на целокупниот здравствен систем.
Добро, да се надеваме дека ќе се промени, еве ќе се случуваат некои промени, не знаеме. Веќе сите губиме надеж. Тие нели? промени, како и сите во државата и во општеството, мора да бидат на почеток тешки и болни. Добро. Не може се да биде со компензација. Да не повредиш некој, па чекај после кога ќе се сменат работите, за мене да не биде болно. Значи мора да има болни, тешки, рез да се направи. Рез, значи се прави со рез. Да се стигне до нешто. Така, добро. Така, госпоѓа Турунџиева, некои ќе кажат дека нутриционизмот е моментален тренд, други ќе кажат дека е суштинска потреба. Какво е вашето објаснување за важноста на нутриционизмот? Кога се вратив назад во Македонија, мислам дека и кога се почнував официјално со работа, мислам дека никој не беше слушнат за нешто такво, затоа што првите почетоци беа далечната 2000 година, 2001, каде што тоа беше наука која што е мистика. Си повеќе се одеше кон тоа дека ќе станува наука на иднината, затоа што без разлика што и да правиме, основата нашиот организам и метаболизам е храната. Како ќе се храниш, така ќе те служи и здравието. Како ќе се храниш, така ќе изгледаш. Како ќе се храниш, таков имунитет ќе имаш. Како ќе се храниш, таква енергија ќе имаш. Како ќе се храниш, така ќе функционира целиот метаболизам, ендокрин систем, па и нашиот ум. Нели? Што е најважно, затоа што не е само здравието, туку и здравиот ум. Почетоците беа исклучително тешки, морам да кажам, затоа што влегуваш во нешто што тешко е прифатливо, барем на овие средини. И кога се вратив, реков дека најдобра реклама ќе ми бидат задоволните и среќни луѓе и еве веќе уште малце 25 години уште важам уште си го терам истиот метод дека задоволните и среќни луѓе ќе ми бидат дел од секојдневието, дека се она што треба да го дадам за реклами, ќе го дадам во хуманитарни цели, ако некому му треба помош во однос на лекување, а дека ќе си ја бркам работата онака како што треба, вистински професионално оддадено. И често знам да кажам дека моето четврто дете е работата. Затоа што мислам дека посветеноста, иако некој треба да се пробива на овие простори, што е многу тешко. На овие простори можеш 1000 добрини да направиш, доволно е една грешка и таа грешка ќе се памти. За жал е така. Реалната ситуација е тоа. Меѓутоа, мислам дека ако трновито патот го тераш напред, имаш своја цел, своја замисла, своја визија како сакаш да стигнеш до нешто што си замислил да го стигнеш, ако тоа е вредно, посветено, честно, професионално, тогаш ќе дојдат твоите 5 минути кога тогаш и ќе ти биде сатисфакција убавиот збор и водител за напред, за да можеш да имаш уште поголеми успеси, затоа што нема поголем успех ако некому му помогнеш кога му е најтешко, му подадеш рака кога му е најтешко и едноставно се соживуваш со моментите кога ќе победиш некое заболување со храна, кога ќе му подпомогнеш на некој да решите некој здравствен проблем, кога ќе симнеш килограми, кога ќе качиш килограми, што е многу тешко, нели? Меѓутоа, посветеноста, истрајноста, професионалноста, константната едукација која што мораш да имаш, неизбежно е да има успех. Што значи дека само треба да се сака и да се оди напред без разлика нели какви препки ќе имаш. Во мојата целосна кариера сум имала 3 чекора напред, па 2 назад, па 1 напред, па 3 назад. Така да не било лесно и едноставно, меѓутоа ако веќе имаш нека основна база, веруваш во тоа што го работиш, константно се едуцираш, затоа што толку брзо идат промените во однос на тоа што треба да осознаеш, тогаш и треба да следиш, нели? Да бидеш одговорен кон оно што е на режим на исхрана, да има цело време контрола, да го пратиш во однос на крвните анализи, да се трудиш, да бидеш 24/7 достапен, за да може да има успех кон сето тоа и нормално, најважно е се од другата страна. Ти можеш се да прокламираш, можеш
Јас, пошто ги пишувам режимите, нели, на Ако не хартија, се ги менувам држат до тие секој правила, ден, нели? ако не се држат, порано премногу се трудев, а сега велам од Сега мене не сте магионичар, толку од треба Господ повеќе. сите да знаат што Да, се така да тој што сака и што го практикува, на што го препорачувам, успехот е неизбежен затоа што ги правам контролните крвни анализи на секоја пета недела. Така да нема бегање, ако ти си послушен, да, и дисциплиниран, тогаш ќе се покаже на крвната анализа. Ако се прават одстапки, ако Исто се и тоа ќе се забушава, и покаже. тоа ќе се покаже. Така Еве да. Наде тука може сега да ни се надополни на темата, бидејќи ти јавно говориш околу тоа. Да, И зошто? Нели нема тука ништо страшно, посебно ние жените и со породувањата се случуваат промени, некои жени се здебелуваат малку Поголеми повеќе, некои промени. малку помалку. Дали кај тебе беше таков случајот во врска со породувањата? Колку време мака мачеше, што се случи, колку ослабе и така натаму? Во бременоста немав голема разлика во килажата, за среќа. Многу внимавав на тоа како се хранев, нели, особено затоа што носам уште еден живот во себе. Меѓутоа подоцна кога настана оној дојнички период, нели, тука Тоа што се веќе јаде. Лактацијата која настанува. лактацијата која настанува баш така. И тука веќе се здебелив некои 20 на 30 килограми повеќе од она што вообичаено нели сум била како тежина, да кажам. Так. За среќа една моја пријателка работеше тогаш во клиниката Срце и ми понуди да отидам на некои испитувања, да видат што како и ми направија персонализирана хроноисхрана која што имаше моментален ефект. И долго време успеав да се додржам не само на исхраната, него воопшто да ја задржам таа тежина, да кажам, што ја достигнав. Односно изгубените 20 на 30 килограми да се вратам во нормала. Долго време. Сакам да кажам, немаше јојо ефект. Аха. Ама затоа сега Сега си задоволна од својата тежина или? не сум, не, баш сакав да ја кажам на Еве, господина со- Татјана со дека Тања треба по да се емисија ќе видиме, си направи да треба да се видиме после емисијата. Да ми даде некој совет стручен. Ете, зошто да не? Најбитна е желба и само доверба. Така, Извинете, Така све е. е Така, не, не, сега кога надополнете со доктора Ивија. посветеност и да се смени начинот на размислување кон храната. Пошто често се случуваат такви јојо ефекти, јас секогаш велам, сменете културата и начинот кон исхраната. И да изфрлиме се од дома благо, Не реално. мора да значи. На чистка на Значи, фризерот, прво изборот си го правиме секој. Треба. Да. Од цело времената пауза, практика што ја имам, мораме да ја смениме перцепцијата кон храната. Еднаш проблем со килограми, значи цел живот проблем со килограми затоа што се враќаат како јојо. Секој има право на избор што ќе одлучи каков начин ќе одбере за да ги симне тие килограмите. Некој одбира нели со суплементи, со не знам чаеви, се што. Некој гладува пола ден и така натаму. уште полошо. Што бе рекол Значи- татко ми, секој ден сум на диета до 4. После 4. Сакам да кажам дека ќе се постигне некаков ефект. Меѓутоа, да се следат контраиндикациите од тоа што се прави, без разлика дали е професионално покриено или е само иницијативно покриено. Мора да се прати. А контраиндикации ќе има ако некој не реши да го смени начинот и стилот на живење и да се практикува одреден режим на исхрана, физичка активност, која што е многу важна да се разбереме, за да функционираме како што треба, обавезно мора да има и физичка активност во колку дозволува здравието. Ама и пешачење е физичка активност, значи не значи дека ние треба да направиме нешто сега од утре ќе одам во теретана и ќе дигам Или секој ден 20 на килограми, а ходно имам два пати, да. имам не Реални знам цели да си хипертензија поставиме, или имам замастен хипер или имам покачени липиди. Не може тоа така.
Знам многу луѓе кои што почнуваат од понеделник, од први, од среда, среќен ден, од после празниците, од утре. Значи не, ако се реши да се направи Јас со вежбање така почнувам. Од сега се од сега, одна веднаш, За храна нема, со вежбање и што е секој многу први. важно, мора да се направи крвна анализа за да знае што располага самата индивидуа со што располага здравствено, затоа што имаме многу скриени здравствени проблеми кои што не сме ни свесни дека ги имаме. Нашиот организам дава индикации, дава некои знаци, сигнали, меѓутоа кај нас знаете што се случува. Треба да дојде нож под грло па да си поведеме внимание за сопственото здравје. Здравјето се губи секој ден. Животот е миг. Јас мислев дека пандемијава ќе не научи дека треба секој ден да се внимава. Меѓутоа никаква поука од ништо не извлекуваме додека не се доведеме во ситуација на безизлезност и после треба докторот да ни ја реши ситуацијата. Не може човек кога ти не правиш редовни контроли на 3 месеци, на 6 месеци, на година дена, па зависи од професијата што ја работиш да си направиш, не знам, менаџерски пакет на проверка на здравјето, да имаш некаков сенс за себе, да внимаваш на здравјето, не откако ќе го нарушиш здравјето да почнеш здраво да се храниш. Докторе, вие можете многу повеќе ние да кажете, ние за кратко во кујна ќе одиме, да. Генерално, како народ, ние немаме животни навики. Немаме култура кон здравјето. Кон здравјето посебно, али општо животни навики. Но какви се вашите животни? Например, секој ден помеѓу 10 и 4 има гужва, коли, народ седи по кафичи. Не знам дали работат, дали име работата да бидат во кола, да возат и да седат по кафичи. Мислам, немаме работни навики. Значи немаме работни навики, немаме работна дисциплина. Имаме само дисциплина. Немаме ни работна дисциплина, ни работни навики. Така. Тања, може да се приближиме ние кон време за појадок. Јас само сакав докторот нешто да го прашам, бидејќи ви имавте откриено и во некој интервју прочитав, бидејќи сте вие првиот доктор, детски хирург кој што ја направи нели првата трансплантација на бубрек кај дете во Македонија, кажавте тогаш дека може би сте имале среќа затоа што тогаш сте носеле жолти чорапи. Точно. Тоа е една интересна приказна, ви сакале да ни ја раскажете, дали верувате во некои такви среќни мигови? Во одредени моменти верувам, значи верувам. Инаку јас имам многу едукација позади себе. Едукацијата, континуирана медицинска едукација е најбитен фактор за квалитетен изграден целосен доктор. За трансплантација на бубрек конкретно бев една година во Република Турција во Анкара, во Башкент универзитетот, кај професор Мехмет Хабаров и професор Хамди Каракајали, и после една година едукација 2009 година во Македонија се направи првата трансплантација на бубрек кај дете. И точно после тоа се направи уште многу други, секогаш се ги носев жолтите чорапи. Верувавте дека ето можеби така ви беше полесно, нели? Полесно ми беше, поголема сигурност има. Секој се чувствува сигурен со нешто што го има во себе или на себе. Така. Наде, ти размисли дали имаш нешто што носиш на настап? Веќе размислувам да слушав докторот, тоа ми се вртеше во глава. Дали имам нешто конкретно што го носам со мене редовно? Но не ми текнува на ништо такво. Да бидам искрена. Тањечка, ти додека правиш режим за исхрана? Добра музика, позитивна мисла и секогаш сум срекна кога ќе завршам нешто. Насмевка и духот. Со музика. Позитивно размислување е многу важно ако сакаш нешто да постигнеш. Си имам некои ритуали кои си ги правам така од време на време за да ми, ако нели сите не имаме пикови на расположение, кога сум нерасположена знам да пуштам добра музика и едноставно да сменам енергијата. Си имам утрински ритуали. Супер. Вербата дека секогаш ќе биде подобро, колку и да е црно, ако има само една мала бела секвенца ќе се фатам и знам дека можам. Многу сум по природа инает, истрена и упорна. Може би тоа ми е некое нешто што го водам, а во одредени ситуации
има кога, не знам, правам молитви, медитации, едноставно го дигам духот на многу Повисоко ниво, затоа што и како ми треба, енергетски треба да се внесам во нешто што треба да го реализирам. Супер, одлично. Ајде сега да кажеме, отприлика ги кажавме намирниците, но Ајде ќе почнеме со валеријаната. Ајде, зошто се одлучивме за валеријана денеска? Затоа што е антистрес зеленчук. Добро. Кај нас многу малку и многу ретко ја има. Тоа сакав да кажам и ретко се користи веројатно од таа причина. Многу и малку знаат луѓето за сето тоа. Полна е со фолна киселина. Ви се допаѓа? Треба. Првиот момент кога ќе правам нешто дома и на гости. Не знам што е валеријана. Кога ќе правам дома, нели, така кога имаме семејни некои дружби, кои ќе им направам од беби рукола, беби спанаќ, не знам, пошто тоа ми е цветлото, морковот ми е како задолжително. Да, се знае дека треба да биде некои специфични салати кои ќе направам и ќе ми речат, а ова треба, што е? Ова треба што? Ја препознаваат горе-доле беби руколата и беби спанаѓот, ама валеријаната е нешто што они позната им е валеријаната како суплемент кој што им го смирува нервниот систем, па има и да консумираш, значи дека за предспиење, ако не може некој да заспие. За да Ајде, после што оставаме, Тања? Јас ако имаме време би ги поделила шеритоматините. Ти работи си, ако дојде време за реклами, после реклами ќе продолжиме ние. Ако нема проблем, значи ќе ставиме за да ја разубавиме. Многу е интересно дека перцепцијата кон храната доаѓа од окото. Нормално. Значи што нешто не ти е убаво на слика во мене, нема ни да го нарачаш искрено, па нели? и како ќе го сготвиш, може да изгледа на слика многу убаво, ама да не е вкусно. А може да изгледа не убаво, да е многу вкусно. Да, многу е важно кога ќе приготвуваш да го користиш зачинот љубов. Значи, се што ќе приготвиш, да приготвиш со љубов. Кога се приготвува со љубов, тогаш нема проблем. Така е. Во принцип, сакам кога готвам, а и многу готвам, сакам да експериментирам. Значи, знам најстариот син мој, кога имавме додека студираше тука во Македонија, сега не е ни тука, имавме другарче, една недела седеа до куќа кај другарчето на гости, а другата недела беа кај нас. И нели, вика, слушај, ние дома сме се ќе видиш, вика, само нема да видиш одредени работи, ќе ти направи мајка ми тоа што дома се јаде, пошто пред тоа беа на нивно мени домашно, се почитуваат правилата на семејната исхрана. И јас, детето тогаш за прв пат во животот проба боранија, леќа, затоа што не се приготвувале. Сега ми се пријада и македонски манџи, додека ти работиш, бидејќи ве прашав преска доктор Симеона, вие сакавте чај? Може? Може, значи имаме мајчина душица, камилица, хибискус, што би сакале? Мајчина душица. Наде, кафенце, чајче? Може кафенце. Може кафе? Да ме разбуди по собалечки. Сега, само кажи ми дали со шекер, без шекер? Јас? Да. Без шекер. Без шекер, добро. Само тука малку, ова тука некој нешто ми изместил. Ние бевме криви. Вие бевте, добро, јас гледам нешто ми недостасува за подготовка на кафе. Ти раскажувај ни што ставаш, за да знаат гледачи. До сега ставивме валеријана и шеритоматини, сега ќе видиме како ќе ни се погоди авокадото. Добро изферментирано е, пошто такво се консумира. Малце да внесеме корисни, есенцијални масни киселини и есенцијални аминокиселини, мимо тоа што го има во јатката, добро, полн погодок. Добро изферментирано, морам да напоменам дека не се консумира зрело, него треба да биде изферментирано, што значи дека ни се погоди. Ајде сега извини, Тања, каде ми го скривте? Што? Позади тебе. Позади мене. Позади. Аха, добро. Добре авокадото? Добре, да. Пошто можеш да си земеш авокадо, а да биде целото. Се мислев, кога се договаравме, да направам авокадо со лук, па си викам, луѓето можеби утрински ќе одат на работа, обично да не мирисат кај на нас. лук. Да, имаат верзија кон лукот, што е многу погрешно.
Се согласувам. Некој не се бања и има посебна мириспа на телото, а многу му смета некој ако јаде лук. Да. Хигиената ја запоставува во однос на тоа што треба. Сега малце, пошто немаме услови, може малце хартија за да Можеш можам слободно да си ги измиеш рацете ако сакаш, па не на никаков крај, проблем. пошто уште ќе работам. Добро. Затоа сум јас тука, еве колку можам да ти помогнам. И сега малце, пошто не го изблендирав авокадото, ќе го измешам за полесно да се... Тој во себе содржи одредени етерични масла и полесно ќе ни се вклопи со маслиновото масло што го ставив, намерно го ставив. Добро. Зашто сите лиснати зеленчуци кои што се бараат повеќе маслиново масло за да може да го врзе за себе, а во себе содржат и липовитамини кои што мора да има масло за да може да се прими во организмот. Не можам да ги разберам луѓето кои што избегнуваат маслиново масло затоа што мислат дека е масно, нели? Се си содржи омега-3 кое што е суштинско значење за нашиот организам на природна основа, а тие липовитамини нема да преминат од провитамини во витамини, нема да се абсорбираат во нашиот организам ако немаат масноти. Така. Мислам дека ќе треба да одиме сега со реклами. Кажи ни само на брзина што ќе ставиме сега? Се ќе додадам сирови тикви, непечени, несолени, сиров сончоглед, непечен и несолен, ќе ги внесам јатките. Многу интересно ќе биде пошто е тука се измешани сирови бадеми, лешници, индиски орев, бразилски орев и специфично ќе биде тоа што ќе биде направено пармезан од блендиран индиски орев. Тоа на крај ќе се дегустира, не ставив многу сол, многу малку ќе ставам сол, ама не може и без сол, кој што ќе сака, тоа е зависност до вкусови. На крај прво ќе го измешам за да добие една компактна смеса, да биде и на крај ќе го ставам она што е мириса? Да, многу убаво. Одиме со реклами, драги гледачи, за кратко се враќаме, продолжуваме со разговорот и сега ќе погледнеме фотографии од нашите соговорници да видиме какви биле на своите почетоци од кариерите, но и како изгледале кога биле мали. Да, најава за оно што ќе гледате во недела нова фреквенција. Во моментов ние ќе ја прикажеме салатата која што Тања ни ја направи. Како што кажав и пред рекламите, многу убаво изгледа она што беше нели важно, дека треба и на око да ни се допадне за да почнеме да конзумираме. Сигурно на вкус, затоа не се сомневам, убаво мириса. Уште еднаш да потсетиме на кратко што се ставивме во салата. Шери томатини, авокадо, сиров сончоглед, сирови семки од тиква, јатки орев, бадем, индиски орев, мелен индиски орев како пармезан и суво овошје за да се проба да се види колку убав интересен вкус ќе има. Ама тоа на крај нели? Тоа на крај. Мислам дека ние можеме и сега, ама не знам, баш нема да личи за на камера. Дека зборуваме Наде треба и да пие. И сега некако не оди. Да отпее нешто, па потоа може да јадеме. Не да се пие со храна во уста, морам да кажам. Нели? Тања, може да се приближиме сега ние таму кон маслата и она што пред малку го договоривме дека Наде ќе ни отпее, се мислевме што како, се одлучивме за некој evergreen. Така е. На што падна изборот? Па, со оглед на тоа дека имавме тежок избор, нели би ги песниве што ги одбравме, падна изборот на Хелена Благне "Кога те нема". Мислам дека едно рефренче би било доволно, така. Ние сакаме цела песна, ама не би било хумано нели сега да бараме толку многу. Повели. Кога те нема, наоколу те барам, во туѓата си сенка, во сечи си очи, кога те нема, кога те нема, најприсутна си тогаш, и те нема и секаде те има, неизбежно те има.
во себе си те носам. Наде да ни се вратиш на поп сцената. Побрзо. Па, не знам. Со оглед на сите обврски што ги имам периодов, се закопав јас во работа, да бидам искрена, и нели со децата, мајчинството, спремањето улоги, дали враќање на сцена на старите или нови. А искрено и не знам дали имам желба, не знам дали повторно би се вклопила во тој свет, земајќи во предвид во кој правец веќе оди поп музиката, нели? И мислам дека има не дека не ми се допаѓа, не знам колку јас би се вклопила во тоа, нели, како веќе би рекла остварен, оформен оперски уметник. Така што не ветувам, но никогаш не се знае, никогаш не вика и никогаш. Да, баш така, никогаш не вели, никогаш не се знае, може некои коцки ќе се вклопат, па ќе дојде пак. Доктор Симеонов, вие споменавте, а и мислам дека и поголемиот дел од јавноста знае дека имате големо искуство и до она што сте го стекнали, нели, со работа во странство, едукација во странство и така натаму. Како функционира таму, како функционира тука, колку е тешко, колку е лесно? Навистина би сакала да слушнам ваше мислење, што е она што може да се промени кога станува збор за она што вие го работите, нели, во ваш домен? Да, јас бев 20 години дел од јавното здравство, сега сум дел од приватното во Аџибадем Систина болницата. Тие сме ние, значи од јавно здравство сме заминале во приватно, меѓутоа базата сме ја добиле во јавното здравство, едукацијата, работните навики. Така да мене не ми е јасно како може, доста често ќе слушнам од родител, докторе, вие многу убаво ни објаснивте, до сега вака никој не ни објаснил. Значи, не ми е разбирливо, зашто тоа што го објаснувам јас во приватно здравство, не е исто и во јавно здравство, кога тие сме истите, имаме истата едукација, истите работни обврски, истата одговорност. Може би таму нема време, турканици, гужви, или? Не, и во приватни болници напротив има многу турканици, многу гужви, меѓутоа има ред и дисциплина. Се посветува малку повеќе време. Се посветува повеќе време, внимание, како што реков претходно, мора да има стручност, одговорност и доза на страв. Значи не те е тебе во животот се загарантирано и се сигурно. Мора да заслужиш, зависно од твоите постапки. Така. Во јавно здравство не е така. За жал. За жал, меѓутоа може да биде така. Значи секогаш има начин за награда и казна. Може би звучи грубо, меѓутоа едноставно мора така да бидат работите. Таа дисциплина што сум ја видел во странство, посебно во Турција, многу би сакал да биде и овде. Значи, одговорност, почитување на работно време, работни задачи, работни обврски, базична култура, воспитание, мора тоа да го има секој здравствен работник, не само доктор. И други доктори го кажувале тоа во однос на Турција, дека така функционира, не сте единствени, барем тука во нашата емисија, така што навистина од таму веројатно може да се научи многу. Многу може да се научи. Во однос на тоа уредување во здравствениот систем, ако така можам да се изразам. Очигледно 5 века биле овде турците, само ништо не останало. Да, барем тоа да останало, нели? Од нивните навики. Она што исто така беше објавувано во, ние рековме нема да зборуваме за политиката, но не можеме да не споменеме за она кога станавте член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Од каде тоа во вашиот живот? Колку политиката игра улога и што тоа значи за вас? Причина за тоа беше, мене не ми е разбирливо зошто ние како народ, нација, македонски народ и македонска нација имаме потреба да им објаснуваме на другите кои сме, што сме, од каде сме, кои се нашите корени. Едноставно не ми е разбирливо политиката дека треба ние да објаснуваме на другите, посебно на Бугарија и Грција, кои сме и што сме и од каде се нашите корени. Ние сме тие што сме. Ако не прифатите во ред, ако не прифатите, кажете што треба да смениме реформско, значи историјата е таа наша, не може ние да смениме историјата. Не ме е разбирливо како може да има бугари во Македонија и бугарски национални телевизии, а во Бугарија да нема македонци, или уште почудно ми е дека ние како македонци се препознаваме само во границите на држава Македонија. А надвор од држава ние што сме? И јазикот и нацијата ни се препознаваат само внатре во државата.
Но и не секој размислуваше И не така. разбирам за зошто жал. треба да има историски комисии, значи не, едноставно не се разговара за историјата. Моја е историјата. Така. Не е Кратко, твоја. во недела ќе се изгласа техничка влада или не? Ваше мислење? Немам коментар за ова. Добро. Легитимно да прашам, легитимно да си дадете таков одговор. Колку во уметноста има вакви проблеми? Ако можам така да ги наречам, колку надвор од границите на Македонија знаеме да промовираме уметноста, дали е музика, глума, сеедно. Во моето искуство би можела да кажам дека надвор од границите македонската култура е одлично испромовирана и прифатана. Колку политиката игра улога во тоа, би можела да кажам повеќе на домашно тло, дека има во одредени сегменти како да го оформам одговорот, да не звучи тенденциозно. Добро, сметаш дека тука има повеќе отколку надвор од границите? На политиката во уметноста, но што го велам е сега како, каде, зошто не би да расплинувам натаму на таа тема, но мое лично мислење на таа тема е дека едно со друго немаат никаква допирна точка и не би требало да се мешаат. Нели да има навлегувања. Освен тоа, политичарите да се слушаат музика во слободно време, нели? Да, нашата задача како уметници е да на вас ви додисаме некакво задоволство, мир, спокој. Сепак тоа е улогата на музиката, да разбуди емоции, различни емоции. Така е навистина. Само уште една минута. Да, слободно, да, секако да. Че е актуелно е, нели, бугарите во устав. Еве го ред. Тоа е услов за членство во Европска унија. Да. Беше услов промена на име за членство во ЕУ и НАТО. ЕУ отпадна, остана НАТО, што е добро. Пример. Бугарите во уставот ќе изгласаме да влезат денес. Ајде ние утре да бидеме членка на Европска унија. Не, ќе кажат дека немате реформи во судство, правосудство, социјална политика. Значи не се проблем бугарите во уставот. Проблем се реформски промени. Нека останат бугарите во устав на крај. Дента пред да влеземе во Европска унија, ќе ги вметнеме бугарите во устав. Така. Цецан, може да одиме сега, имаме доста фотографии. Доктор Симеонов и вие сте се потрудиле многу фотографии да ни донесете. Како сакаш, се едно. Само забележав дека има многу. Со фотографиите на Наде кои што ги подготвивме за неа. Прво тие да ги скоментираме, а потоа со доктор Симеонов. Ајде да видиме. Ова е избор на песна за Евровизија, ова е стилистот Сречко од Гостивар кој што ме спремаше за тој настан. Ова е година 2008, ми се чини. Да, мислам дека така 2008. Убав спомен во секој случај. Убав спомен, дефинитивно. Имав многу убава песна и многу убав настап таа година. Ова е кога се роди синчето Максим. И така тоа баш што зборував дека тежината не ми се промени во текот на бременоста. Тука, добро, може да не се гледа многу на сликата, ама јас дека си го памтам тој период. Да. Бев доста фит тогаш, кога се роди бебушот. Меѓутоа подоцна кога започна лактацијата, веќе почна се менува се. Се смени формата, да. Да, тоа е он. Оде кога беше тато на пат, се врати за Канада, имаше да заврши некои обврски и ние бевме на гости кај моите родители, кај баба и деда. И ова е една од фотографиите што ги направивме за да му испратиме на тати да го поздравиме. Сопругот Ненад. Ненад, како исто така често пати знаеш да кажеш дека ти е огромна поддршка заедно со синовите. 3 генерации Спасовски. Ми, сопругот и најмалиот член, односно сега најголем веќе во нашето трио, Максим. Да, изгледа најмногу фотографии имам со него тогаш објавено. Како прво дете, нели? Добро, со првото дете, после втора, трето, знаеш, само расте, како велат. Трето да го чува, второто. Да, многу. Ова е Инва Мула. Она е албанска примадона. Не сум сигурна дали од Албанија или
Албанија, мислам дека е. Добро. Повеќе работи интерпретира на плото на United Соединетите Американски држави, да. Кале. Повеќе ми оди на англиски. Позната по мене, барем тогаш, на почетокот кога го слушнав нејзиното име, ми беше најпозната по изведбата на Петиот елемент. Дива Денс, она што го пее Од филмот. Да. Со Брус Вилис. Со Брус Вилис, што го пее Плавата лагуна. Супер. Максим со деде. Еден подраг спомен. Што остана? Плави очиња. Плави очиња, да. Ова е, тука сум бремена со второто дете, со Михел. Ова ми е една од најблиските другарки од средно школа. Бивме излизани, прославувавме нечи роден ден овде. Мислам дека беше роденденот на Нина Јанева. Така. Беше и Нина пред неколку минатата недела, не беше исто гостинка, да. Овде сопругот готвеше, баш правеше салата. Добре. Мислам дека правеше Цезар салата на негов начин, нешто така, а иначе ни е годишнина. Сега кој е поред овде не се сеќавам, ќе треба да проверам на фотографиите кога е објавена. Супер. Да. Нешто имаме понатаму, имаше и неколку фотографии, веќе ова е од работа. Ова е од работа, ова е екипата што ја изведуваше Риголето. Ова е после представа, која година не би знаела, затоа што Риголето е една од улогите која што повеќе пати ја имам изведено. И не би можела со сигурност да кажам кога е ова. Играше Джилда, така? И Джилда, да, главната женска улога. А Риголето е до мене, Маријан Јовановски, колегата кој што ја пееше насловната улога, нели? Така. Супер, одиме со следната. Целиот каст, ако не се лажам, на фотографијата. Ова е моето деби во Травијата. Една од моите омилени улоги, една од најтешките сопрански улоги, дефинитивно. Може би за тоа ми е на врвот, да кажам. Така. На саканите улоги. Ова е веселичарски концерт. Ова беше кога ги изгубив тие 20 на вишок килограми, кога се вратив во форма. 2021 ке да е ова? 21 беше ковидот и беше затворено. Тогаш би било 19. беше Пред ковидот, да. Или почеток на 20. Така, почеток. Па можно е да, не знам. Можно е 19 или 20 во тој случај. Да, негде на крај на јануари започна. Една од Бајага. Да, од помилените искуства во мојот живот. Концертот на Бајага негови, како беше, која годишнина, 40 година на сцената, нешто така славеа, голем јубилеј беше. Се сеќавам на стадионот на Арама. Не можам да Која песна пеете тука? Тука ја пееме и немој ништа да ми говориш. Препозначи ти се што пожелиш. Не знам како беше насловот, да. Од кога се ти то сакрила. Ова е во ковидот, кога направивме за отварање на мајски оперски вечери, бидејќи нели немавме можност пред публика да го направиме тоа, направивме еден мал концерт снимен, кој што одеше онлайн и мислам дека и на некоја телевизија, не сум сигурна. Волшебниот Моцарт, таму ја пеев Кралицата на ноќта, еве уште една, со Благо тука. Со Благо сме тука на моето деби во Травијата и ова е исто кога привршуваше ковидот, концертно моравме да ја изведеме затоа што нели не смееше на сцена поблизу контакт да имаме публика и така натаму. Да. И поредуцирана публика се разбира. Тоа го преживеавме. Кога вака сега си викам, поминаа 4 години од стартот на сето тоа. Ова е пред 2 години кога интонирав химната на Македонија. Ме побара од кабинетот на председателот, што е огромна чест за мене. Да се изведе химната на И многу убаво изгледаш тука на фотографијата на вистина. Доделување на ордени за заслуги со господинот Пендаровски. Тоа е изгледот, целосен изглед на модната куќа Елена Лука. Не само креацијата што ја носев, туку се погрижи и за шминката и за фризурата. И апсолутно една од подрагите соработки со нив. И нормално, една од поголемите
една од поголемите чести и задоволство. Секако. Да, нели, настапам како изведувач на... Еве тука Ево исто. повторно, да, тука се спремам за Кралицата на ноќта, да ја снимиме. Имам јас бих рекла, една мана на некој начин. Ако не го разбирам текстот што го пеам, ми е многу тешко да го запамтам. Јас германски јазик не зборувам, знам само да го читам, нели, затоа што таква ми е професијата, мораме да знаеме да го прочитаме текстот што го изведуваме. Меѓутоа, доколку не најдам некоја, да кажем, поголема логика во тоа што го пеам, преводот и слично, Не можеш да го не запомниш? можам да го запамтам, не ми следот на фразите не ми доаѓа природно. Така. И затоа пред самото снимање јас сум со нотите во рака и се подсетувам на текстот. Повторно Василичарски концерт. И ова е исто креација на Елена Лука. Со нив имав долгогодишна соработка. И тоа е, мислам, голема привилегија да имаш еден таков бренд. Тука сме старосватови со супругот на свадбата на мојата најдобра другарка. Од детството. И од подрагите настани, нели? Ете и нашата свадба. Која година беше најдел? Ова е 8 јуни 2013. 13-та. Да. На 11 Една од години брак. поубавите фотографии, оваа фотографија свекор ми ја направи. Од терасата, браво. кај мене, да. Па добро, неговиот бекграунд, да кажам, професионален е фотограф. всушност. па добро, тогаш Така што, оправдано. Да. И еве го моето трио, најсакано. Леле, Ова е кога се роди бебчето Матео и неговите браќа кои што нонстоп се моткаа околу мене да ми помагаат со бебенцето. И ден денес многу ми помагаат воопшто, онака и низ дома и ова е брзо после пораѓајот со Матео, каде што се вративме во еден од нашите милени градови. Многу често го посетувавме Париз со сопругот и сега имаме во план оваа година децата да ги однесеме во Дизниленд, затоа што ни јас никогаш не сум била во Дизниленд, баш а на Матео му е роден ден во април, ќе наполни 7 годинки, така да тоа Аман ни се е и големки сите за да се сеќаваат и понатаму, да, го Одлична чекавме идеја. тој период, да, нели сите бидат во една таква возраст каде што ќе му остане во така е. во меморија. Така. Така, време да ги погледнеме фотографиите на доктор Симеонов, кој што физички ни ги донесе и многу ми е драго што дел од фотографиите се всушност од претходниве години, значи дека се уште си ги печатите. Иако денес можеби немаме баш таква некоја навика. Навика, за жал. Јас ги Нема печатам. поголем спомен од вакви фотографии. Мимо јас вадам фотографии уште. Еве тука сте. На ова сум јас мал. 2 години, 74-та со кончето кое што ми беше играчка со коса, виткана, со федери. Сега имаме слична фризура. Тука сум малку поголем, сакав гитара да свирам. Ова е веројатно песната Не спавај, мала моја. Док музика не свира. После имав и гитара, ми ја купија родителите, свирев гитара. Меѓутоа, живеев во мало каде што детската игра беше многу битна. И си игравме жмурка, џамлија, криенка, долга магарица, џамија, баскет, фудбал. Да. Тоа беа игрите од детството. Тоа е мајка ми, позади лево со брковите татко ми. Тука колку години имате? Тука сум веројатно 16. Така нешто, Да. значи средношколец. Да, ова е јас и брат ми, да. Предпоставам. Помал од мене, 4 години. Со што се занимава тој? Не е професор по атлетика на факултетот за физичка култура. Супер. Спортски дух. Ова е од матурата со двајцата дедовци, Бог да ги прости. Матура како се Матура, славеше да, порано. да. Ова е матурата со баскетот и ден денес обожавам баскет. Да, Коша- имате време за Да. кошарка? Браво. Кошарка е спортот, а баскет е играта. Да. Да. Баскет е на Баскет еден, како играат беше на еден кош, тројца со тројца. Е така. Така стигаме некои понови. Тоа се двете керки, Леона поголемата, 20 години има и Мелисија помалата. Тога шетаме во некој шопинг мол, веројатно во градов.
Еве, малата Мелисија. На пат за Крушево е ова. Нема поубав период од овој кога се толку малечки. А толку брзо поминува. Јас речи си да не се ни сеќавам сега Интересно баш на е, тединот. со едната Кога керка... ќе видам фотографија од Бивенце, Да, ова е на ме потсетува на тој убав Ова е на период. Крштевката, да. Да. Интересно е, со едната керка гледаме кола, со другата керка пелени памперс, Да, А не знам дали кажавте третото девојче? машко. А, машко, добро. Да разбија малку. Да игра баскет некој. Да. Па добро, може и може женски. А, добро се извинувам. Ова е, Јас како мала играв баскет. Исто. ова е кога ја време земавме од, кошарка. од болница, кога излеговме од болница после пораѓај. Колку овој фотографии. Убави спомени, да. Да, И браво што сте ги испечатили. ова е во природа некаде. Убава мотивација ми дадовте. Јас да го сторам истото. Да, на Практикуваме Јас исто. прошетка, скоро секој ден практикуваме прошетка. Браво. Тоа се некои семени вредности кои што треба да се почитуваат. Ова е за нова година, сопругата ги дотера и кучињата. Монк, Мона и Мелисија. Симпатично, Ова се браво. Монк, Мона и Мелисија. Колку рековте дека е сега Мелисија? Две полни. Две полни. Да. Сонце машала. Имаме 3 кучиња инаку. Тоа сакав да ве прашам, бидејќи сега ги видов на сликата. Три кучиња Баш ви е имаме. весело по дома. Да, весело е. Кучиња, дечиња. За Име сега за сега 5 дечиња. Истото на пат. За деца многу е битно домашно милениче, посебно куче. Апсолутно се Мислам дека слушам. Не дека имам куче, него развојот е многу подруг. попитом, Се социјални, Поемотивен. поседужелюбиви, Живеете во куќа или во стан? Случајот на во грижа. стан, меѓутоа Исто така, на спратот е за само станот. животните и за- Куќа со 3 спрата, 3 стана. Така. Бидејќи некој баш од таа причина во стан малку е нели потешко за чување на милениче Потешко во има куќа. на неколку места Затоа не се траверси одлучуваат. пелени. Зависи која раса ќе ја одбереш. Померанчиња мали се. Да. Супер. Може никогаш да ве Померанците снимаме со знаат да кучињата. Може. Добро. Ајде да видиме што. Аха, право ова. Значи, ова е на Крштевката, јас сопругата, Мелисија, мајка ми и татко ми. Преубави фотографии, Во- морам да ви во кажам, Свети многу Јован, убави во фотографии Свети сте ни Јован. донели. Крштевката на Мелисија. Ево уште еден прекрасен спомен. Ова е од свадбата, Така. од венчавката. Имате прекрасна сопруга, морам да Благодарам. Да ја поздравиме, еве, ако не Да. гледа во Да ја моментот. поздравим. Поздрав. Ова исто. Ево уште една. Игравте на свадба многу? Да, игравме, пеев. Браво. Не сте спремни какви фотографии имате од свадбата, има уште. Сакам, Има уште. Има. сакам да запеам во принцип песна што ја знам, инаку обожавам македонска открите музика. пред време. Супер. Македонска музика обожавам. Која ви лежи на душа што се вика? ова Од рок до фотографија традиционална. Да, ете. да. Ето. Од И рок до, доказ има. од рок до традиционална. Што сакате да пеете во слободно време? Веројатно кога ве слушаат Пеам домашните. на леј, земјо македонска заветна, си ги пеам, така. Значи ете тука со Наде. Да, со Допирната точка. Заветна Музиката. Сакам, да. Ај, налеј. Да. Тоа се историски песни. Дај да запееме Наде нешто народно, сакаш? Ние ако сме се така случи спонтани. да ми А се па ајде, прилежи. зошто да не може? Еве, ако треба и јас малку ќе помогнам. Пошто многу Сите тешко ќе ќе ми пеете, дојде. Еден рефрен. Ајде, Не, која може, песна? може Ја споминавте на Леј? на леј, да. Може? Наде? Уф, дали ќе се сетам на текстот одамна, немам Почнемо од изведено. почеток. И Отворете го текстот. Наđike na Lej, на леј, на леј, на леј, од рујното вино. И ние сме деца на нашата земја, на нашата земја, на Македонија. Слобода немаме, правди ни никакви,
Кога ги баравме, в затвор се најдовме. Браво, докторе, браво. Дека имате одличен слух, односно точна интонација. целосно. на гитара кога бил млад. Како мал. Така што да. Дали сте пееле во друга емисија некаде? Не. Ексклузивно. Браво. Ексклузивно за нашата ви благодариме многу. Благодарам Представува вас. за нас чест кога без разлика дали сте ви или некои други или соговорници, кога ќе дадат нешто од себе, прв пат во нашата емисија, верувајте дека и нас ни е многу драго. Ето тоа го направивте вие денеска, покрај тоа што зборувавте за професијата, љубовта кон Македонија, успеавме малку и музиката да ја извадиме, ljubовта кон музиката да ја извадиме од вас пред нашите гледачи. Тоа се семејни вредности, традиционални и национални вредности кои што мора да се негуваат. Тие вредности мора да се негуваат. Така. Сега имам уште некои 2 минути до самиот крај, пред самиот крај би ве прашала како во ова лудо време да останеме позитивни и ете да упатиме една убава порака до цела македонска јавност во овој момент. Со музика да си пееме. Ќе почнеме од вас, да. Повелете. Па мислам дека позитивната мисла, добро расположение секогаш ќе не води напред. Да и да ни е тешко ќе пројде. После дождот сонце грее, се поминува, кај некој се заборава, кај некој не. Да научиме да проштеваме, затоа што простувањето е нешто што сите сме ние грешници на овој свет за било што. Да се сакаме сите меѓусебно, да имаме малку повеќе емпатија, да имаме малку повеќе добрина, некако таа токсичност да ја извадиме од секојдневието и ова се што се случува. И мислам дека со добра мисла и позитивна енергија, повеќе емпатија, многу понапред ќе одиме. Тоа е нешто што е да си го чуваме здравието секој ден, пошто се губи за миг. Така е. И едноставно и преска напомнав кога ми е тешко си пуштам музика која што ми одговара без разлика кој жанр се слушам или дури и најтешките режими во животот што сум ги направила со инструментална музика. Нема што не слушам, задоволство ми е си да слушам, затоа што некако ме дига. Посебна слабост и јас имам кон македонската музика, без разлика дали е народна или забавна. Во секој случај позитивна мисла, позитивно размислување, чување на здравието секој ден и да сме здрави и живи и што повеќе да имаме вакви убави дружби, убави емисии, каде што не само што ќе не осознаат од едната страна на професијата, него ќе не запознаат и од другата страна, пошто многу ретко нели се знае за барем Тоа ни беше и целта. Си ја чувам приватноста за себе, меѓутоа зашто не е една ваква емисија покрај професионалните ангажмани. Така, кратка порака и од вас, доктора? Ќе дадам Хајде прво предност. дамата, ајде да повели. Јас одма нели почнав да веднаш го одговорив прашањето со музика. Дефинитивно музиката е голем дел од нашиот живот, каде што, како што кажав, работата е да незината главна не работа, туку Целта на музиката е всушност да разбуди емоции со надеж дека тоа би биле повеќе позитивни емоции, нели? Апсолутно се согласувам со Тања дека позитивната мисла и позитивната енергија, пред се позитивната мисла е таа што менува многу во расположението, па дури и во самото одесување секојдневно, нели, во самиот живот, колку позитивно мислиш, толку повеќе позитивно привлекуваш. да, Каква и мисла оддаваш, трасираш, така ти се враќа. Да, се согласувам со Тања, дефинитивно позитивната мисла е нешто првично што Така, треба бидејќи времето ни е кратко, да ја слушнеме само пораката и на докторот. Пораката е позитивни емоции, да се негува љубовта, семејството, традицијата, работата, помалку да не интересира животот на другите, се посветиме на својот живот, затоа што кај нас мислам дека повеќе ги интересира туѓото отколку своето. И да не живееме од денес за утре, туку да размислуваме и за нашата иднина и иднината на нашите деца. Одлично. Така, тука некаде ќе се заблагодариме за тоа што бевте наши гости, се надам дека повторно ќе ни дојдете, па дури и во ист состав, зошто да не. Да. Почитувани, останете на програмата на Канал 5, продолжуваме со останатите содржини кои што ги подготвивме за вас.